чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајба на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Домашни тестови секој ден. Високи очекувања од наставниците. Материјал кој понекогаш не личи смешен, а понекогаш како да е пишуван за магистарска тема по атомска физика. На тоа додади љубов, тага, среќа, дружење, скачање и постојано размислување за еднината, заклучуваме дека средната школа е и убаво, и напорно, и хаотично се во исто време. Во Македонија има 128 редовни средни училишта, од кои 11 се приватни. Според Државниот завод за статистика, во учебната 2024-2025 година, во нив учеле вкупно 67.143 ученици. Средното образование представува една од најважните фази во развојот на младите. Тоа не е само место каде што се стекнуваат знаења и вештини, туку и средина каде што младите луѓе се формираат како личности. Прашањето дали е поважно учењето или социјализацијата во средното образование често предизвикува расправи, бидејќи двете силно влијаат врз иднината на секој ученик. Преку настава, учениците разбираат критичко размислување, логика и способност за решавање проблеми. Добрата академска подготовка им овозможува полесен пристап до високото образование и поголеми можности за иден професионален развој. Социјализацијата во средното училиште има еднакво голямо значење. Тоа е период кога младите стекнуваат нови другарства, учат да соработуваат, да комуницираат и да се адаптираат во различни ситуации. Преку воншколски активности, групни проекти и секојдневни интеракции, учениците развиваат самодоверба и емоционална интелигенција, што им помага во личниот живот и во идниот кариерен развој. Затоа, наместо да се поставува дилемата што е поважно, можеби најважно е да се препознае дека учењето и социјализацијата се меѓусебно поврзани и заедно го оформуваат темелот на целокупниот развој на младите. Ако учењето го развива умот и критичкото размислување, тогаш социјализацијата го обликува карактерот на учениците. Само кога тие две се поврзани, образованието ја исполнува својата вистинска цел – да создаде зрели, активни и општествено одговорни млади луѓе. Возрастните викаат дека средната школа е најубавиот период од животот. Аха, окей. Ама дали е навистина така? Викаат дека средното училиште е најубавиот период од животот, дали се согласуваш да или не? Да. Добро, зошто? Заради тоа што запознаваш многу нови луѓе, нови друштва, нови средини. Најубав период е дека веќе влагаме, да кажеме, у тинеџерските години и послободни сме да правиме што сакаме. И исто така се запознаваме со нови личности, нови пријатели и учиме нови работи од школото. Се дружиме со другарите, убаво ни е, интересно е. Добро. Убаво сите се дружиме, идеме по кафиња, вака онака. И кој како, некој помал се учат, некој поиш. Викаат дека средно училиште е најубавиот период од животот, дали се согласувате да или не? Да. Зошто? Па бидејќи тука се стекнуваат најголем број на пријателства и целото искуство е одлично. Да. Добро. Не. Зошто не? Па, ново е досадно. Добро, окей. Дали мислиш дека во иднина ќе биде поинтересна? Не. Стекнуваме многу другарства и така. Добро. Па, друштвото е интересно само. Добро, не мислите дека најмногу знаење се стекнува во средно? Па и тоа мислам, да. Па јас се согласувам бидејќи тука запознаваме најголеми пријателства. Секогаш има некоја шега што сите се смеат и секогаш е забавно на часовите. Да, мислам дека најдолгите пријателства што трајат низ животот е потекнуваат од средното. Па запознаш друга средина, запознаш другари нови и го запознаваш другиот дел на животот. Така некако. Вика дека средната школа е најубавиот период од животот, дали се согласуваш? Па да, бидејќи во период на школство ствараш многу другарства, многу пријатели, нови, друштва и така. Добра, вие се согласувате? Да. Значи, средната школа за некој е многу љубов и среќа, а за некој е многу тага и стрес. Сега тука имаме проблем. А за секој проблем треба да се најде решение.
А секое решение почнува со промена. Кои се 3 работи кои би ги променила? Па може би ви вовела секој поединец да одбира часови за кои што тој нели е заинтересиран и да работи на нив. И би вовела повеќе тимски проекти во училиштето. Добро. Ја исто така и би вовела поинтересни екскурзии низ Европа, некои нови работи да не научат. Мојата школа биде полаба, да не биде толку строго, професорите да бидат по на време, дека каснат. Па реално све е добро, нема што да сменам. Све е добро. Не би рекле повеќе екскурзии, подобри екскурзии? Па, ако е тоа, да, повеќе екскурзии. Тоа поише да се шета. Добро. Па понекогаш може би да се смени некој начин во наставата. Може да се смени однесувањето на учениците понекогаш, бидејќи некои навистина претеруваат. Може и некогаш да се сменат некои правила во училиштето, да биде поинтересно или да биде помодерно образованието. Супер. Сметам дека треба да има позабавен начин на предавање, бидејќи така полесно учиме и ако ни прават повеќе стрес, не се учи баш така. Да има повеќе екскурзии, да има повеќе пракса. Да не бидат толку строги професорите. Да има поголема сала. И да има поише напревари за баскет, така нешто. Да се скратат малку часовите искрено. Добро. Да има помеѓу часовите одмори. Добро. Да. Исто да? Да. Од анкетата ги селектирав најинтересните. Епа политичари, повелете, искористете нешто и за следните избори. Но, прашање што е уште потешко од било кој тест или домашна задача. Што после средно? Колку од вас навистина знаат што сакат да прават после матурата? Каде после матура? Дали на факултет или на работа? Дали во државен или во приватен сектор? Дали воопшто во Македонија или во странство? Тоа се прашања чии одговори доаѓаат постепено. Кажете ми, дали би се иселиле од Македонија, да или не? Па секако во странство има подобри услови за живот, така да зашто да не? Може би, но не би рекла дека би се оцелила. Не, си ја сакаме државата, тука ќе станеме и ќе се трудиме за неја, ќе се бориме. Би се оцелил, да. Јас не би се оцелил. Па, не. Не. Да. Зошто? Нема пари од држава. Па знам дека во странство е подобра иднината, но може би тука ние ќе може нешто промениме на подобро. Добро. Јас се согласувам, ама исто така сакам да се преселам во странство, бидејќи мислам дека подобро образование. Па сега зависи, ако е за кариера, да, ако е не онака за фамилија, не би се оцелил. Добро. Не би се оцелил. Ја би се оцелил. Зошто? Не. Другата шанса што ќе доби. Да? Зошто? Па, искрено не би се сигурен. Па да, ако имам прилика за можеби за факултет не, ама за мастер да. Би се преселил, ама после некој период би се вратил дека пак тука сум роден и Македонија. Добро. Фала многу. Јас, например, сакав како мала да бидам аптекарка, ама ете животот ме донесе во скроз друг правец. А кој знае каде ќе бидам и утре? Точно тоа е поентата. Иднината е непредвидлива. Средната школа е битен дел од животот, со многу предизвици, со многу падови, раст, ама се тоа е мал дел од една големо патување. Дали знаете што ќе работите во иднина, уште од сега? Да, јас би сакала нешто во врска со правото, да. Тај пат сме. Добро. Јас не, што? Добро. Па не, но желба ми е да станам некој професионален кочеркар и така. Ако? Баш. Јас професионален ракометар. Па јас сакам да бидам дизајнер за мебел или мода, ама се уште се размислувам, но исто така голема желба ми е и психологијата. Супер. Исто и ја нешто поврзано со мода, дали дизајн на внатрешен интериер или гардероба, нешто поврзано со дизајн. Би си направила свој бизнис за фризер. Аха. Ти? Јас би направила бизнис за ногти. Супер. Логично. Едни факултет, едни на работа, а други не знаат што сакаат. И тоа е сосема окей. Има време. Но, една логично. Евентуално ќе мораме да се одлучиме. Дали во државен или во приватен сектор. Да видиме што мислат средношколците. Дали би работеле во државен или во приватен сектор? Приватен. Во државен. Ја во приватен. Па во приватен сектор е боле. Приватен исто јас. Во приватен сектор. Исто во приватен. Приватен. Дефинитивно приватен сектор.
Приватен. Во приватен, мислам дека е многу подобро. Добро, вие? Приватен. Добро. Можеби средното школо не е секогаш најубавиот период од животот, но со сигурност е едно од најважните. Затоа сонувајте, пробувајте и не се плашете што ќе донесе утре. Драги мои, од сега секој мој гостин ќе има прашање за средното школо. Затоа се гледаме следна сабота.